Рака за Вардар, нога за ФФМ. Тоа е нашиот вечерашен лајт мотив на најновата емисија на продукција Скок, посветена на надпреварот Вардар Струга Тримлум, односно на спорниот момент во 44-та 45-та минута од првото полувреме, финиш на првите 45 минути, кога според наше ведување и она што го кажавме во првичниот извештај, не беше досуден пенал за Вардар. 2 дена по надпреварот се изјаснија и судиските органи, судиската организација во рамките на Фудбалската федерација на Македонија, па интересно е да го видиме, односно да го прикажеме и прочитаме во целост нивното објаснување, конкретно на овој детал кој што го спомена. Еве го цитатот на судиската организација, на судиската анализа на луѓето надлежни и задолжени за анализа на спорните моменти на сите надпревари од првата лига, а ние ќе го цитираме спорниот момент од 44-та минута. Вели вака: 44-та минута. Исправна проценка на главниот судија за недосуден пенал за домашната екипа при резултат 1:2. Центрираната топка во 16-тикот на гостинската екипа налетаа двајца противнички играчки кои беа еден до друг со телата као кратка дистанца. Топката помина преку играчот на домакините и удри во раката. Внимавајте, и удри во раката на гостинскиот играч со образложение дека тоа било природна положба за тој скок, која беше до самото тело на противничкиот играч. Исправна проценка на главниот судија што дозволи играта да продолжи, бидејќи растојанието меѓу играчите беше премногу кратко и раката на играчот во скок беше во природна позиција до самото тело на противничкиот играч. Ова е отприлика, да не речам децидна, одлуката, анализата на надлежните во судиската организација, судиските тела и органи во Фудбалската федерација на Македонија, која на некој начин е контроверзна, недоследна до крај и предизвика дополнителни коментари. Ако фудбалските стручњаци, односно судиските стручњаци, контролори, аналитичари и така натаму, со цела почит и респект кон нивниот минат труд, нивните правила, пропозиции, правилници и така натаму, децидно потврдуваат дека имало играње со рака. Значи не е спорно играњето на рака на гостинскиот фудбалер, на фудбалерот на Струга Тримлум, тогаш е навистина чудно, да не речам помалку нелогично и смешно, што и самите можете да го видите на забавените снимки на продукција Скок, кои многу јасно и недвосмислено покажуваат дека раката на противничкиот играч не е во природна ситуација, состојба, положба, како што се обидуваат судиските стручњаци од Фудбалската федерација да објаснат, туку дека раката е испружена, односно има хоризонтална положба и е во висина на да кажам главата на противничкиот играч. Но ете, ова е тоа што велат тие, во продолжение да видиме како другите фудбалски зналци, познавачи кои не се во Фудбалската федерација го толкуваат овој момент. Имав неколку разговори со еминентни фудбалски имиња, размена на размислувањата, гледање на забавената снимка, анализата на судискиот одбор и дојдовме до сознание дека логично е доколку противничкиот фудбалер во конкретната ситуација, мислам беше број 6 играчот, и релевантно, не ја допреше топката со рака, односно не играше со рака или не ја сопреше топката со рака во незиното слободно паѓање, тогаш топката ќе дојдеше на нога на напаѓачот на Вардар. Значи, и да е хипотетички, иако не е раката во природна состојба, хипотетички, според судиските стручњаци во Фудбалската федерација, во природна ситуација кога скока противничкиот играч вака, тогаш со самото сопирање на топката со рака,
противничкиот играч, односно одбранбениот фудбалер во конкретната ситуација на Струга, Тримлум, се стекнува со предност во дадената ситуација. Ја оневозможува акцијата на противникот и на некој начин го доведува својот тим, неговиот тим во предност да се одбрани од таа ситуација, односно да не реагира. Ако не беше тоа играње со рака, ако не беше таа интервенција на одбранбениот играч на Струга, најверојатно, да не речеме со 100% сигурност, еден од напаѓачите на противничкиот тим ќе шутираше кон голот на Струга. Дали топката ќе одеше во рамките на гол, дали голманот ќе одбранеше и така натаму, тоа е веќе во некој друг вид на претпоставки. Меѓутоа, оно што е сигурно, оно што е децидно, со играњето на рака, со удирањето на топката на раката на противничкиот играч на Струга, одбраната на стружаните се стекна со предност во конкретната ситуација и успеа да го одбрани својот гол. Тоа е евидентно, тоа го велат сите оние кои на некој начин ја знаат оваа проблематика и кои онака шерецки велат дека играњето со рака во 16-тинкот е пенал. Да видиме повторно едно наше ведување или една мала реплика на она што го кажавме и повторување на нашето ведување за конкретната ситуација. Воопшто не е идеја, ниту тема, нити наше ведување да се обидуваме да го оправдаме поразот на Вардар кој на овој натпревар против силниот тим на Струга на некој начин беше евидентен и се надзираше, посебно по примените брзи 2 гола во 4-та и 8-та минута. Не е поентата како Вардарци, да кажам, да се обидуваме да браниме нешто кое не може да се одбрани. Нашето мото, нашата идеја во самиот наслов, рака за Вардар, нога за ФФМ, доволно вели дека треба еднаш да се престане со ваквите ситуации, треба еднаш да се престане да се заштитуваат судиите кога ети не намерно да направиле грешка. Само во есенскиот дел на првата лига веќе имавме вакви 3-4, можеби 5 ситуации каде што екипите беа драстично оштетени, а да не кажам судиите за своите евидентни грешки, и тие се луѓе можат да грешат, не се казнити, не носат некои санкции, консеквенции, да одмараат малку, да ја оладат својата глава и да видат каде погрешиле. Во конкретниот случај, првиот пенал за Вардар досуден беше, еве нека биде од гледање на продукција скок, од нашите забавени снимки, беше понеизвесен, имаше поголема мешаница, не беше толку децидно играњето со рака. Да не зборуваме за досудениот пенал за Струга, Тримлум, каде што имаше евидентен фаул и речиси никој не реагираше. Значи, зборуваме за евидентната грешка кога и самите кажавме дека судијата беше многу близко и мораше да го види ова играње со рака и да го санкционира со удар од белата точка. Навистина треба судиските стручњаци под кровот на Фудбалската федерација на Македонија сериозно да размислат, да не ги оштетуваат клубовите за нивните вложени средства, да стојат неутрални во своите анализи, да се обидуваат да истераат правдината на ачик и клубовите да бидат задоволни од нив. Да немаме такви жалопојки како што има од голем број на клубови сега, да не ги редиме во оваа емисија. Освен овој спорен пенал, освен овие неколку инцидентни моменти кои, пак ќе кажам, не се причината за поразот на Вардар или не придонесува за победата на Струга, имаше еден класичен превид на судијата, на главниот судија Ѓоргиев од Штип, кој мораше да го види и мораше да го санкционира. А зашо станува збор за стрелецот од пенал интернационалецот Згуро, ќе објасниме во наредните 2-3 минути од продолжение на нашата емисија. Тековме 4-та минута, досуден пенал за Струга Тримлум. Вардарците се повлекоа, да не речам спортски го прифатија тој пенал. Топката ја презеде и пеналот се подготвуваше да го изведе Згуро
Добар шут, гол, пенал, постигнат гол и радост на излив на едни национални чувства, каде што ден по надпреварот и самиот фудбалер, самиот интернационалец признава дека сакал да го прослави ова со знакот кој ги изразува националните чувства на наша соседна држава, и кое сето тоа предизвика вулкан од ерупција, жестоки реакции од Вардаровата клупа на резервни фудбалери, свирежи, непристојни извикувања, да не речам непристојни зборови и навреди од публиката. Сето тоа беше навистина на голема провокација од фудбалерот на Струга, без потреба на оправдано досуден пенал и регуларно постигнат гол. Сето ова судијата немаше да го санкционира доколку вардарците од резервната клупа не изреагираа толку жестоко, па судијата Георгиев скромно некако се разбуде од таа заспаност и му покажа жолт картон на Згуро Ванџел, интернационалецот кој го предизвика овој хаос и неспортски инцидент. Новинарската меморија, мондијалската меморија на скок на Мијалче Доргута ме враќа назад 9 години. Значи, се играше на квалификациониот надпревар меѓу репрезентациите на Хрватска и Исланд, на Загребски Максимир, и Хрватска го победи Исланд и се пласираше на завршницата на светското првенство Бразил 2014 година, каде што бе присутен известувал за неделниот спортски магазин Скок, каде што ги гледав и хрватите. Се сеќавам на овој неспортски потек на Јосип Шимуник, еден од главните играчи на тогашната хрватска репрезентација, кој по завршувањето на преварот го зема мегафонот во своји раце. Заедно со неговите соиграчи ги поздравуваше огнените навивачи на хрватската репрезентација и при тоа направи еден поздрав, едно салутирање за дом спремни. Ова се подсетувам низ сите овие интерни портали. Еден поздрав кој не би сакал да го коментирам, не е нашата емисија од таков калибар, сами знаете што значи. Меѓутоа, за овој потек Јосип Шимуник беше експресно казнет од дисциплинскиот одбор на ФИФА со 10 надпревари забрана на играње за хрватската репрезентација. Потоа се жалеше на спортскиот суд за Лозана, се жалеше и на повисоки инстанци. Меѓутоа, дури и мене сега од оваа временска дистанца не можам да верувам дека Јосип Шимуник за овој потек, за овие два збора, за дом спремни, за салутирањето на Максимир, доби 10 надпревари и го испушти мондијалот во Бразил. Знаете што се случи? Да биде уште подраконски. ФИФА му забрани на Шимуник да патува со хрватската репрезентација во Бразил. Шимуник не можеше да влезе во Бразил, не можеше да ги гледа своите клубски другари со купен билет или не знам со VIP билет од ложите на стадионите во Бразил. И каде е фудбалската елита, атмосфера, функционалност на македонскиот фудбал и на хрватскиот фудбал, а и двете сме членки на ФИФА. Јас кажам само еден пример на кој, на некој начин се потсеќам и сум бил сведок. На отварањето на светското фудбалско првенство во Бразил бев присуствував и известував о стадионот Коринтијас кога Хрватска изгуба од Бразил со 3:1. Јосип Шимуник го немаше во тој состав ради неговиот непромислен потек, направен по завршувањето на последниот квалификационен надпревар против Исланд. А Згуро на комплексот Петар Милошевски си играше мајтап со целата македонска јавност. Дали има потреба друг коментар? Тоа е тоа, драги наши гледачи. Како и да е, раката останува за Вардар, ногата останува за ФФМ, интернационалецот Згуро, кој добро играше на овој надпревар, мораше да добие црвен картон во 5-та минута. Надпреварот имаше сосема друг тек, иако Струга поведе со 0:1. Сето тоа само по себе вели дека другиот тим е оштетен и тоа е факт, зборувајќи за сите овие причини. Навраќајќи се на 44-та минута, разменувајќи мислење со една стара судиска фудбалска кајла од нашите македонски простори, кој има поминато и суво и сурово, и кој на некој начин е близок и до позицијата и опозицијата, кој добро ги знае сите овие заврзлами во таа судиска организација уште од времето на
на почетокот на 90-те години кога се правеа исто вакви слични помангупски работи, вели ако Вардар губеше со 0:2 во 44-та минута, да не беше 1:2, не мислам, сигурен сум дека штипскиот судија Ѓоргиев ќе го свирнеше пеналот, немаше да се мисли. Меѓутоа беше 0:2, ако било 0:2. На 1:2 е ризично да го свириш пеналот и да заминеш со 2:2 на одмор, да те боли глава во собликувалната, дали Струга ќе ги освои 3 бодови против реално ослабениот Вардар со неиграњето на играчите и сето она што го демонстрираше на тешкиот терен. Ајде, да не ризикувам, да си течат работите како што треба, ова не е пенал и раците на судијата одеа. Играј после играњето со рака на противничкиот играч на Струга. Тоа не е добро за македонскиот фудбал, тоа не е добро ниту за Струга, ниту за Вардар, ниту за Тиквеш, ниту за Гостивар, ниту за Шкупи и Шкендија, нити за Брегалница Штип. Сите оние и работнички кои ќе бидат наредни жртви на сите овие судиски заврзлами во македонскиот фудбал, кои ни доаѓаат и ни се удираат од нашата глава, не од другата глава. Го кажав примерот со Јосип Шимуник, да не се повторам, ги кажувам примерите со сите пенали. Тоа е тоа, почитувани гледачи. Бидете поздравени, гледајте не заборавајте да се претплатите, бесплатно е. Продукција Скок продолжува и понатаму со македонскиот фудбал, со македонскиот спорт и со нашите емисии на нашиот YouTube канал.